И фелата и граѓанскиот сектор и дел од институциите реагираат за начинот на кој судскиот совет реши да го затвори процесот за избор на нов председател, а со тоа и да се обиде да ја надмине ситуацијата настаната по проблематичната смена на претходната председателка Весна Дамева. Вчерашниот на брзина организиран избор на незиниот наследник Сашко Георгиев најде на силни критики, особено кај организациите кои се специализирани за следење на ситуацијата во судството. Со особена загриженост констатираме дека не само што Советот продолжи да ги заснова своите одлуки на претходно незаконско постапување, неправото не може да стане право, туку истиот направи дополнителни пропусти во имплементацијата на законот и стандардите за добро управување кои мора да бидат доследно применувани, особено што државата веќе ги почна пристапните преговори со Европската унија во кои поглавјето 23 е клучен критериум, но и особено во случаите кога судството, а со тоа и судскиот совет, имаат исклучително лоша репутација во јавноста, пишува во соопштението на коалицијата Сите за правично судење. Сдруженијето на судии со помеки формулации го повика судскиот совет да функционира во согласно со законите. Очекуваме дека Советот ќе биде водилка, гарант на судската независност и самостојност, преку обезбедување на потребните услови за функционирање на судскиот систем и имплементирање на правните гаранции предвидени во националната и меѓународната регулатива, при тоа манифестирајќи релевантен собствен капацитет, интегритет и потполна самостојност и независност, одбивајќи ги сите евентуални влијанија и притисоци во неговото функционирање и одлучување, низ еден кохезивен пристап и почитување на законските процедури и практики на добро владење како посебна и самостојна власт, порачуваат од Сдруженијето на судии. Можеби најостра е реакцијата на првата антикорупционерка, Билјана Ивановска, во јавен настап изјави дека она што го очекувала во најмала рака е собранието да реагира и барем да се формира надзорна комисија која би побарала отчет од Советот за последните случувања. Таа оди и подалеку во своите анализи. Мислам дека се случува страшна трговија со влијание во судскиот совет, оцени Ивановска во медиумски настап. По контроверзното разрешување на Дамева со само 7 гласа за, судскиот совет имаше 2 неуспешни обида да избере нов председател. Успеа вчера попладне на седница одржана по работното време. Значи 4 против, 8 за. Констатирам дека судски совет го избрал за председател на судски совет колегата Сашко Георгиев. Но на изборот му претходеа 2 тајни седници на кои Советот прво ја повлече минато неделната одлука за разрешување на Дамева, а потоа изгласа недоверба и со 9 гласа за ја разреши, повтор пат. Овој факт самиот кажува дека во претходната постапка на Советот се не било како што треба. Од вчера, по кусиот мандат на Дамева, со ова клучно тело кое треба да ја обезбеди и гарантира независноста на судската власт, раководи нов председател. Јас сум верник, почитувани медиуми, почитувани колеги. Јас верувам во Господ, јас верувам во себе, верувам во сите вас. Верувам дека ќе имаме правец на движење во позитивна насока. Ќе треба многу повеќе од верба за подобрување на ситуацијата во судството, се дела од коментарите на домашните правни експерти. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.